Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите сите оние информации кои што се спремни да ви ги доставиме до вас. Во неделата се одбележа Светскиот ден на мозочни удари. Македонија во црвена зона според опасноста од мозочни удари. 1/5 од 100.000 граѓани се соочиле со мозочен удар, покажале последните статистики кои се вршат на 5 години. Ова го истакна професор Драгана Петровска, која што е специјалист невролог и е председател на Сдруженијето за мозочни удари, на Невролошкото здружение. Тие имаа еден настан на плоштадот Македонија со кој што го одбележаа Светскиот ден на мозочни удари и тоа беше поводот што денеска е веќе со мене во студиото, малку повеќе да кажеме нешто и за настанот, а и да позборуваме за мозочните удари како здравствен проблем. Впрочем, ова време секоја година ние се среќаваме да подсетуваме, да информираме, да едуцираме, како навреме да препознаете, нели, симптоми, да реагирате веднаш, бидејќи како што секогаш потенцира доктор Петровска, првиот час е навистина многу важен за да се стигне до болница и да се реагира. Ќе ја поздравам доктор Драгана, ќе посакам добре дојде. Ти благодарам што еве секоја година некако на истава дата, од прилика горе-доле, нели, ден-два разлика, се среќаваме да поразговараме за оваа тема. Ви благодарам на поканата и ви благодарам што бевте дел од екипата која што го следеше нашиот хуманитарен настан со мирење на крвен притисок, мирење на шеќер и давање на совети на граѓаните како да се заштитат од мозочен удар. Секако и време или да ја подигнеме свеста, бидејќи некако есента ни е поврзана со, да кажам, малку пораст на ризикот од добивање на мозочни удари визави летото. Так. Сега тука ќе те поканам и тебе и нашите гледачи да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме во неделата, токму на денот на светскиот, одбележувањето на денот на Светскиот ден на мозочните удари, па потоа ќе го прокоментираме и нормално ќе покажеме малку повеќе за настанот. Од режија сега предлагам да го пуштат прилогот кој што беше подготвен за информативното издание во неделата. Денеска се одбележа Светскиот ден на мозочниот удар на плоштадот Македонија, на кој граѓаните имаа можност да се запознаат со причините и последиците на оваа состојба. Светскиот ден на мозочен удар се одбележува уште на 2 локации во Кочани и Тетово. Председателката на Македонското невролошко здружение, професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, на настанот истакна дека целта на настанот е да се подигне свеста кај населението за тоа што представува мозочниот удар, како да се препознае и како да се реагира. Сме собрани на плоштадот Македонија, во центарот на градот, да го одбележиме Светскиот ден за мозочен удар, односно 29 октомври. Треба да се реагира во основа наидно, затоа што мозокот е време, односно времето е мозок и нас секоја секунда ни е драгоцена за да спасиме што е можно поголема територија на нервни клетки. Болеста е мощна, сериозна, затоа што 1/3 од пациентите се извлекуваат од целата криза без последици, 1/3 од пациентите завршуваат со тежок инвалидитет, а 1/3 завршуваат фатално. Согласно светската статистика, секоја 40 секунда имаме ново лице со мозочен удар, секоја 4 минута некоја лице со мозочен удар завршува со фатален исход, односно со смрт. Председателот на Македонското здружение по кардиологија професор доктор Маријан Бошевски нагласи дека 3 кафиња дневно ја намалува честотата на кардиоваскуларните збиднувања. 3 кафиња дневно ја намалува честотата на кардиоваскуларните збиднувања. 5 до 6 црвени вина во неделата по 180 мл преполовуваат исто така честотата на кардиоваскуларните, односно циркулаторните заболувања како таква. Секако тука не треба да се избегне форсирањето на физичката активност и здравиот начин на живот, отфрлање на се она што е несакано, како што е пушење, истакна Бошевски. Превенцијата е број 1 во однос на животните навики, во однос на факторите на ризик. Ако само се намали солта за 5 грама помалку на дневно ниво, тогаш ќе имаме оптимизирање на крвниот притисок, кој што е еден од факторите за ризик во однос на цереброваскуларната болест. Ако ги ставиме под контрола сите фактори на ризик за срцето, тогаш имаме и веројатно
подобар исход на оние пациенти кои што можеби ќе прележат мозочен удар, бидејќи во денешно време, уште еднаш да афирмирам, циркулаторните заболувања се едно исто. Петровска, Цветковска и Бошевски порачаа дека луѓето треба да бидат свесни дека треба да направат некои чекори во однос на заштитата на своето здравје, да не се доведат во ситуација да доживеат мозочен удар. Да, и ве можевте да го проследите прилогот кој што беше подготвен во неделата токму на Светскиот ден на мозочните удари со професор доктор Драгана Петровска. Денеска сме тука. Кажав да кажеме многу информации кога станува збори за мозочните удари како проблема и за ова што се одржа во неделата. Доктор Драгана, задоволни ли сте од тоа како го одбележавте Светскиот ден на мозочни удари? Па да, задоволни сме бидејќи што е задоволството, што граѓаните сакаат, нели, да се прегледаат, граѓаните се загрижени за своето здравје. Меѓутоа сме незадоволни од резултатите што ги добивме, бидејќи кај повеќето граѓани, нели, кои што повеќето и беа со некој ризик фактор од најчесто покачен крвен притисок, диабетичари имавме, пациенти со пореметен срцев ритам, добија прилично загрижувачки, да кажам, аларми да консултираат специјалист кардиолог или ендокринолог со цел да ги подобрат вредностите што ние им ги измеривме. Значи, повеќето има многу високи вредности на крвен притисок, а веќе со примена терапија што укажува на тоа дека терапијата најверојатно не делува или дозите не се доволно добри и многу високи вредности на гликемија, што исто така укажува дека тој диабет не е добро регулиран. Така, јас на почетокот кажав дека 1/5 од 100.000 граѓани се соочиле со мозочен удар. Последните статистики кои што ги прават на 5 години. Бидејќи ние секоја година нели се среќаваме, можете ли да кажете како од лани до годинава? Има ли зголемување? Да, ние имавме мал, да кажем, застој во однос на водењето на статистиката, бидејќи неврологија беше ковид центар. Сега веќе нели можеме по-конкретно да правиме анализи на пациентите кои што се лекуваат од мозочни удари. И сакав да споменам дека имаме она што е загрижувачко е што некако после ковидот имаме поместување во однос на возрастната граница. И тоа е аларм и од светските невролози, и од светските доктори кои што работат конкретно со оваа патологија со мозочните удари, кои што кажува дека имаме едноставно порас на помлади пациенти кои што добиваат мозочен удар. Секако по нивни препораки, така се прават анализите и кај нас, не ги испитуваме и нормално не ги очекуваме оние ризик фактори што ги гледаме кај гериатриската популација, трагаме во малку поинакви области и сфери со цел да ја најдеме етиолошката причина за добивање на мозочен удар. Во однос на честотата на болеста, имаме само дискретно, да кажем, намалување во однос на изминатата година, иако дефинитивната статистика не е готова, бидејќи нели треба да заврши годината па да ги имаме официјалните бројки, меѓутоа имаме, да кажам, имаме и во однос на стапката на морталитетот умерено намалување, меѓутоа она што ви го потенцирав е тоа што во однос на анализата на возраста имаме навистина подигнато црвено знаменце, бидејќи веќе не влегува во категорија на болести кои што ги очекуваме кај возрастни пациенти над 60 години. А во однос на тоа, нели, во вашата вклученост во работата секојдневно, нели, на неврологија, дали вие чувствувате дека е зголемен бројот? И дали само овој период или континуирано е присутен во нашите удели кои што работиме со мозочни удари, ние имаме секогаш, нели, се преполни со пациенти, меѓутоа да, имаме сезонски варијации во однос на нели да не можеме дури ни со нашите капацитети да постигнеме, па дел од пациентите се лекуваат во домашни услови, се токму кога имаме преодни годишни времења. Есента е нели преодно годишно време, таква и пролета.
Тоа се периоди кога од едни дилатирани крвни садови, расширени крвни садови, влегуваме во стиснати крвни садови, лековите кои што ни го контролирале крвниот притисок, да кажам, добро делувале летото, веќе на есен тоа се недобро контролирани крвни притисоци и имаме интенција на пораст на бројката токму овие преодни времења. Значи есен и пролет имаме секако многу поголема зачестеност на пациенти со мозочни удари. Председател сте на Невролошкото здружение. Имавте многу активности, многу семинари и така натаму. Добивте ли некои искуства од надвор како тие се справуваат со овие проблеми, па нешто да примениме и кај нас? Како стојат кај нив работите? Што треба ние да подобриме во однос на сето ова што се вели и превенција и лекување и третман? Така, дајте во склоп на последниот симпозиум што го имавме почетокот на летото и крајот на учебната година, во јуни месец, направивме и работилница со која што, да кажам, ги едуциравме, беше баш осмислена со модели, со кукли, како да реагираме, што да направиме како доктори, од едната страна како примарни доктори, од другата страна како доктори специјалисти, дали ќе дадеме терапија, значи со многу прашања, подпрашања, така интерактивно работевме со колегите си со цел да ги охрабриме дека тоа и не е толку страшна процедура, бидејќи за жал во нашата држава, иако е навистина многу мала, и мислам дека многу подобро може да се организира здравствениот систем, и територијално сме мали, и по број на жители сме мали, а по број на центри не сме мали. Значи скоро секој дел од државата е покриен со центар. Повеќето делови се покриени со компјутеризирана томографија на мозокот, бидејќи само тоа ни треба за да ја аплицираме терапија. Нормално по препорака од светските, затоа што статистиката не е задоволнителна во Македонија. И да, се соочивме со одговори на многу прашања. Начинот на организацијата во здравствените организации, недостаток на терапија, недоволна информираност кај населението, како да постапи, дека не треба да се чека време. Ние секогаш сме спремни да покриеме и да помогнеме на колегите од цела Македонија, меѓутоа, начелно би требало да се аплицира тромболитична терапија во град каде што имаме компјутеризирана томографија на мозокот, воколку нема. За да се добија на време. Апсолутно, да, бенефитот ќе биде. Што е најмногу важно, како што и посочивте така. Так, и на крајот на криштата доктори сме да помагаме на пациентите, не само да ја префрламе одговорноста на други колеги. Но како и да е, секогаш сме спремни да помогнеме и ние, и колегите во Градска општа болница 8 септември имаат одлични тимови, одлична организација на работата. Даваме тромболитична терапија, а сега во моментов само во кампусот Мајка Тереза на Институт за радиологија се прави втората терапија што може да дадеме, тоа е механичка тромбектомија. Бидејќи сте председател на Невролошкото здружение, пред да преминеме потоа во вториот дел да проговориме малку повеќе за мозочните удари како здравствен проблем, би сакала да ве прашам колку невролошките заболувања се во пораст кај нас? Да, невролошките заболувања се доста во пораст. Не говориме само за циркулаторните, бидејќи мозочните удари се само еден дел. Се само еден дел. Неврологија е стварно многу обемна наука. Имаме пораст на бројката на невродегенеративни болести, пораст на бројката на автоимуни болести, тука се мултиплекс склероза и сродни, да кажам, болести. И да, тоа е еден загрижувачки факт, бидејќи ова е некако да ќе кажеме постара популација, меѓутоа автоимуните болести кои што баш го атакираат нервниот систем се многу млади луѓе на кои што треба навреме да се даде терапија и да се дава терапија која што ќе ја ремоделира болеста си со цел да не се доведат во ситуација за брзо време да бидат функционално зависни. Бидејќи кажавте дека и се во пораст, а со оглед на тоа дека и напоменавте, учествувавте на многу, јас претходно кажав семинари, се извинувам, научни симпозиуми обично се нарекуваат,
Имаат ли сознанија еве на глобално ниво зошто е зголемена појавата на невролошките заболувања? Кои се причините, бидејќи порано не беше толку честа појава? Па, свесноста е прво кај сите доктори, вклучително и невролозите. Брзо од матичен доктор се стигнува на специјалистичко ниво. Дијагностичките алатки ни се многу пософистицирани и имаме за среќа достапност на мокна терапија која што сегде во свет се дава и во нашата држава, и мислам дека токму ради тоа имаме, баш ради дијагностиката и раното откривање на болестите, имаме зголемена инциденца. Порано не било и била побрза реакцијата и на оние кои што се низ сочуваат со историјатот, проблем, така е, немаше алатки невроимеџинг, зборам за нуклеарна магнетна резонанца, зборам пред децени, па пациентите се слика надвор од државата, па додека да дојдат со резултатите, тоа е се изгубено време, болеста си го зазима својот ток, а сега навистина од дијагностички алатки имаме се комплетно и самото население е свесно, некако на друго ниво размислува и бараат лекарска помош уште веднаш кога ќе усетат симптоми, секако овакви ТВ емисии, контактни емисии. Затоа и ги правиме. Мислам дека можеби најдобриот начин да се подигне свесноста за тоа какви невролошки болести има и како треба да се реагира и кога да се побара помош. Генерално, за сите невролошки болести, што порано се дојде до специјалист невролог, што порано се направи палетата специфична секако за типот на невролошкото заболување, што побрзо се дојде до дијагнозата, секако ќе имаме подобра прогноза. И подобри резултати во однос на третманот. Нешто што можев да забележам во неделата, тоа го коментиравме со колегите новинари, дека повеќето беа од повозрасната популација, оние кои што беа дојдени таму, нели, за да им измерите притисок, да им се измери шеќер во крвта. Сметате ли дека можеби нашата генерација и помладите многу помалку се грижат за здравјето, дали од тоа што немаме многу време, можеби, или зошто е тоа така? Дали можеби е тоа причината што и можеби е повеќе застапен мозочниот удар, превенцијата, говорам за превенцијата. Зошто е толку малку застапен? Така е, превенцијата. Јас секогаш говорам вака и во ТВ емисии кога разговарам со пациентите и нели ние мора од млади години да инвестираме во нашето здравје за да имаме добра, да кажам, квалитетна старост. Бидејќи самиот процес на старење на крвните садови, односно процесот на артериосклерозата започнува од самото раѓање. Значи со самото раѓање ние веќе веднаш почнуваме да старееме, конкретно да стареат нашите крвни садови. А како, нели, ќе го успориме тој процес на старење, да станат тврди, да почнат да се лепат згрушоци, масти и така натаму, со здрав живот. Физичка активност, јадење на храна која што не е богата со заситени масти, а тоа навистина ние сите го сакаме, поготово на помлада возраст. Тоа што е повкусно. Тоа што е повкусно не е поздраво, да. Но на тие години не се води воопшто сметка, не се размислува, а после нели на 40-50 година имаме шокантни сознанија кога ќе отидеме да направиме крвни анализи или нели не заболела главата, па ќе се детектира дека подолго време наназад имаме покачен крвен притисок или масти во крвта или шеќер и така натаму, а сето тоа е последица на нашите лоши навики. Тука се и цигарите, многу лоша навика, нели, која што делува лошо на протокот на циркулацијата на крвните садови и не само на протокот на крвните садови, делува лошо и на белодробието. Ние никогаш не можеме засебно да ги гледаме органите, системите. Значи тоа е еден апсолутно софистициран систем каде што едно со друго се поврзани и меѓусебно се надополнуваат. Ако немаме добро срце, ќе немаме добар мозок. Ако немаме бели дробови, ќе немаме добро срце, ќе немаме и добар мозок. Мозокот, за жал, е многу
софистициран орган. Тој не трпи недостаток на шеќер, кој што е нели главна храна, и недостаток на кислород. Во услови на нивен недостаток, од било каква да е етиолошка причина, веднаш се јавуваат промени, реагира и имаме уништување на нервното ткиво кој што е трајно и дефинитивно. Например, ќе ни дојде пациент со развој на некакви когнитивни страдања, односно се оплакува семејството дека заборава, а немаме во анамнезата нешто страшно, некаква сериозна болест, повремени варијации во крвен притисок или некоја терапија од неколку години или покачени масти, третиран, не третиран, и кога ќе направиме анализи, сваќаме дека имаме микропромени на расејани, да кажам, микроинфаркти, мали мозочни ударчиња, кои што практично го вовеле пациентот да има когнитивно страдање, односно веќе влегол во состојба на една невродегенерација која што е малку и тешко да се лекува. Тука немаме специфични лекови. Интенцијата ни е што порано да почнеме да лекуваме за да ја успориме прогресијата на самата болест. Сето тоа се должи на лоши навики, нашето нарушување на здравието, особено на мозочната циркулација, се должи на лоши навики, и затоа можеби во некоја кампања и ќе организираме на така како позабавно да биде, за и во тој правец да ги стимулираме граѓаните и помладите меѓу другото, да размислуваат дека треба многу сериозно да се грижат за... Никој немаме време. Така, меѓутоа никој немаме, да, тоа е, тргнувам од себе. Точно. Независно што сум доктор, јас имам болести, апсолутно здрав човек нема. Од недостаток на време околу обврските на работа, обврските семејни потоа дома, не се наоѓа време да се направат контроли, а сето тоа секако води во полоши резултати на здравствената состојба. Така. Тоа е уште повеќе причина навистина да секогаш човек да се најде време за себе, за да се да си го испита своето здравје, да види докаде. Професор доктор Маријан Бошевски, претседателот на Македонското здружение за кардиологија, спомена солта. Да. Ние имаме подготвен еден прилог во соработка со магистар Татјана Павлова, нутриционист, токму за солта. Подоцна и со вас ќе го прокоментираме тоа, па предлагам заедно да го слушнеме прилогот за употребата на сол. Солта ни е намирница која што секојдневно ја консумираме. Незината историја, како историјата на одредени други намирници, како што се житарките, како што се маслодајните култури и така натаму, е навистина голем. Значи, буквално солта е вродена, откако постои човештвото, се користи. Меѓутоа, многу интересна историјата на солта, бидејќи во дамнешно време таа имала скроз друга улога. Јас би кажала дека таа имала улога на конзерванс. Додека индустријата не била развиена како што е денес и денеска навистина имаме најразлични услови како ја чуваме храната, порано солта била број 1 кога требало да се најде начин како да се конзервира храната за да може да се користи во оние периоди во годината кога таа исхрана не била едноставно сезонски достапна. Што би кажала? Еве, например, порано рибите се чувале во голема количина на сол со цел да не дојде до денатурација, односно до пропаѓање на протеините и да не дојде до нејзино расипување. Каква била тогаш улогата на солта? Значи, не само кај рибата, кај сирењето, кај леботи, кај одредени други намирници, солта играла улога да ја абсорбира вишокот на вода и на тој начин да го продолжи рокот на траење на производите. Од друга страна пак, некој од процесите каде што се консумирала, зборувам за технолошки процеси, каде што се консумирала солта, а еве ќе сме на прагот на правење на зимниците, јас би кажала, солта учествува до ден денеска, ја има главната улога доколку подготвуваме туршија или киселиме зелка на природен традиционален начин.
Меѓутоа, кога станува збор за количините, ние сме нација едноставно која што малку повеќе сака да си ја посолиме храната. Светската здравствена организација дала одредени препораки колку сол можеме да користиме. Или тоа би било на дневно ниво, доволно е само 5 грама. Или, како би сликовито би го прикажала, тоа би било 1 кафена лажичка дневно сол ни е дозволено. Меѓутоа, како ние ги пречекоруваме тие стапки? Значи, солта буквално денеска во сите индустријски производи е застапен. Како што кажав, значи не има во лебот. Значи, она игра одредена улога во целиот технолошки процес на создавање на лебот. Потоа, не ја има во сирењата, не ја има во ферментираните сирења, не ја има во одредени сувомеснати производи и така натаму. Ние, доколку готвиме храна и доколку го запазиме онаа количина од 1 кафена лажичка дневно, несвесно преку другите производи ние внесуваме сол. Ете би споменала, например, солта се состои во киселата вода. Солта се состои во прашокот за пециво. Тие се некои намирници кои што ги користиме, меѓутоа ете не сме свесни дека има сол. Ајде да видиме каква е здравствената улога на солта во исхраната. Ако го погледнеме општото хемиско соединение на солта, тоа е натриум хлорид. Главната улога тука го игра елементот натриум. Натриумот има одредени позитивни својства врз нашиот организам, како, например, ја одржува хомеостазата на клетката. Значи, доколку ние би немале натриум, доколку не би внесувале, би се соочиле со намален крвен притисок, поспаност и така натаму. Поради тоа велиме дека натриумот е главен елемент и треба да го внесуваме во текот на денот. Но од друга страна пак, неговото прекумерно консумирање може да доведе до хипертензија и покачување на крвниот притисок. Поради тоа би рекла, ете една причина зошто треба да ја ограничиме солта во исхраната. Втор момент, што би кажала е, која популација особено треба да внимава на количината на сол, тоа е популацијата, како што ја спомнав, хипертензијата и покачениот крвен притисок, популацијата која што страда од бубрежни заболувања. Зошто? Бидејќи во тој момент бубрезите не работат правилно и не можат правилно да ја транспортираат солта во организмот. И што се случува? Се случува да ја задржуваат вишокот на течност во организмот. Се случило некогаш навечер да консумираме повеќе сол, па наутро да станеме жедни. Што се случило? Значи, нашите бубрези неправилно ја преработиле солта и ја задржале течноста во организмот. Трет момент, што би сакала да кажам, со цел, значи, да се намалат кардиоваскуларните заболувања, индустријата денеска направила многу интересни типови на сол. Па сега во продолжение би објаснила некој од видовите на сол кои што ги има на пазарот и кои што ние секојдневно ги консумираме. Кога се соочуваме со кардиоваскуларни заболувања, секогаш препорачувам да се консумира калиумова сол. Значи, тоа е посебна формулација создадена токму за оваа категорија на популација. Зашто? Значи, речиси натриум и не содржи, го содржи само во трагови. Тука доминира калиумот. Ајде да ја видиме солта која што ја користиме за туршија, односно крупната морска сол. Крупната морска сол има интересен минерален состав, меѓутоа има лоша содржина на натриум. Поради тоа би кажала, значи, да се користи ептен во минимални количини. Доколку некогаш приготвуваме туршија или приготвуваме одредени медитерански јадења, значи незината количина да се ограничи токму поради содржината на натриум. Да видиме што содржи популарната хималајска сол, која што денеска ја многу често ја консумираме и што мислиме дека е една од здравите опции. За наше поднебје ние сме популација која општо се соочува со недостаток на јод. Тука би кажала дека хималајската сол не е вистинска опција за нас како популација. Зборувам за ова поднебје. Бидејќи секогаш нешто што не доаѓа од наше поднебје, како нутриционист велам што помалку да се користи во исхраната.
Кога станува збор за хималајската сол, таа има една карактеристична розевкаста боја, што доаѓа од убавиот минерален состав. Значи, таа сол содржи магнезиум, содржи селен и содржи железо во трагови. Од таа гледна точка интересна е за консумација. Меѓутоа, количината на јод е минимална, како што напоменав, како популација која страда од недостаток на сол, не би требало да биде претерано застапена во нашата исхрана. Тука би ја спомнала кујнската јодирана сол, која што е токму произведена за популација од ова поднебје, и како за крај би дала една препорака. Солта да се користи умерено, да се трудиме оние 5 грама на дневно ниво да ги запазиме и да се користи комбинирано. Во одредена приготвување на храна можеме да додадеме хималајската, во одредени приготвувања јодираната и така натаму. Да, еве исто токму како доктор Маријан што посочи 5 грама и Тања исто тоа го посочи дека повеќе од 5 грама не е дозволено да се внесува сол во исхраната. Колку е, како да кажам, важна консумацијата умерена на сол за превенција во мозочните удари и воопшто нели за цел циркулаторен систем? Така е, мозочните удари се последична болест, значи се јавува како резултат на други интернистички состојби, како што е нели покачениот крвен притисок. Кога ќе внесуваме помалку сол, секако ќе имаме многу порегулиран крвен притисок, а со самото тоа ќе делуваме превентивно на добивање на мозочен удар. Не се само апчињата, пак да се вратиме на животните навики. Она што е најважно, она што е најважно да околу исхраната, физичката активност, и тоа и вие го потенцирате. Па еве да тргнеме од едно парче сирење. Да. Колку само сол има и заситени масти во едно парче сирење, и кашкавал. А ние тоа мислам дека можеби прекумерено ќе касне. Многу прекумерно се конзумира. И јас на пример кога ќе почнам да разговарам со ние веќе секундарно превенираме откако пациентот ќе добие мозочен удар, и во разговори добивам информации дека луѓето навистина немаат податоци дека треба да се избегнува, дека има многу шеќери и соли во целата таа како да кажам конзервирана, рафинирана храна и така натаму. Јадат апсолутно без контрола сирење, јадат кашкавал, јадат сувомеснати, мајонези, кетчапи, сето тоа исто многу богато со шеќери и со соли. А не сме ни свесни дека е така. Не сме ни свесни дека е така, значи да, главните оброци треба да ни се дома подготвени, да внимаваме нели према бројот на членовите колку сол ќе дадеме и да се израчуна и утрото и вечерта, нели пак и тука ќе внесеме дополнително храна и на тој начин секако ќе превенираме за добивање на мозочен удар. Јас ги советувам потоа нели да се конзумира секој сака млечен производ, нека биде несолена урда. И имаме, значи, здрава и знаеме навистина дека е од млеко направена. Да, и можеби на некој начин од она колку што можам јас да го знам е многу поздрава урдата од сирењето. Апсолутно, да. Многу затоа поздрава. И се препорачува. Затоа и се препорачува. Калциум имаме и во многу други производи, не мора да го имаме само нели во сирењето, да. Во сирењето како што урдата дури повеќе можеби содржи. Урдата многу повеќе, дури овошки имаме вакво кои што исто содржат и зеленчуци кои што содржат мали количини. Добре, сега се фативме за калциумот, за друга тема, тоа веќе нутриционизам и тука не би навлегувала. Да, меѓутоа добро да се каже, да. Луѓето треба да ги сменат навиките. Така, бодносни. Нашите баби ни правеа пита со урда, не ни правеа со сирење. Да. Може да ги пуштате телефоните од режија, ако оние кои што не следат, ако сакаат да постават некој прашање до професор доктор Драгана Петровска, која што е специјалист невролог, може да ни се вклучат во разговорот. Да ги споменеме симптомите кои што се многу важни. Многу битен момент, да, и тука нели постојано алармираме, апелираме до граѓаните. Ако приметиме некои знаци кај наш член од семејството, треба нели да реагираме брзо. Три основни знаци се ликот, значи ќе погледнеме на лицето, ако имаме спуштање, нели ќе се измени ликот, едниот устен агол ако се спушти, ние еден алармантен знак дека нашиот член од семејство има мозочен удар. Вториот е раката. Значи треба да му се даде едноставна команда, подигни ги рацете.
Во колку имаме мозочен удар, едната ја одржува, другата или не може да ја подигне, или брзо паѓа, или бавно тоне кон подлогата, или балансира во просторот, се тоа знаци дека втори сериозен знак дека имаме мозочен удар. Третиот, почнуваме нели прост разговор и го гледаме говорот. Во колку стане променет, значи тешко изговара зборови или нејасно зборува или воопшто не зборува или не го разбира нашиот збор, гледа нели немо вкочането и не разбира што зборуваме, е третиот алармантен знак дека можно е нашиот член од семејство да има мозочен удар и тоа е четвртата, да кажам, четвртата точка од овој алгоритам кој што се прави, оваа скала што се прави за брза проверка од страна на обичен, значи на немедицинско лице, е да се повика 112, односно итна медицинска помош, од каде што нели понатака ќе биде превземен од страна на доктори кои што работат во итна медицинска помош, ќе се направи брз преглед и ќе се донесе најбрзо што може пациентот до единица за третман на мозочни удари. Како што Нас кажавте, ни е многу битно брзо да се препознае, брзо да се повика итна медицинска помош и брзо да се донесе. Имаме ние временски рамки до 4,5 часа, 6,5 задна циркулација, меѓутоа од искуството, што побрзо аплицираме терапија, толку подобра реканализација има. Кога сме некако на граница временска или кога можеби ќе се пробие таа умерено, ќе се пробие таа временска граница, немаме добри резултати. Значи даваме многу скапа терапија, бенефит обично и нема. Затоа апелираме до првиот час најдоцна пациентот да дојде Затоа и секогаш потенцираме најважен е првиот час, за да се стигне на време, за да, како што кажавте, нам ни треба уште еден цел час за да интервенирате. Така е, значи треба да се направи компјутеризирана томографија, треба таа да се погледне, треба да се пригледа пациентот, да се средат некои работи во колку треба да се средат покачен крвен притисок, гликемија и така натаму, да направиме лабораториски анализи кои што ќе ни бидат показател дека може да дадеме, да се распрашаме дали имало операции, некакви интервенции предходните 3 месеци, дали пред некој час пиел лек за разредување на крвта, за да можеме нели пациентот за да може пациентот да ги задоволи критериумите да аплицираме терапија. Кажавте да аплицираме терапија. Ајде да го објасниме некако тој третман кога веќе ќе дојдат кај вас нели со мозочен удар, што всушност вие преземате? Аплицирате терапија прво правиме преглед. Добро. Значи, во колку нели ние пациентот, тоа е мислам невролошки пациент со мозочен удар, на вистина јас мислам не воопшто тешко да се препознае. После прегледот, меѓутоа ние треба и да го скорираме, значи мирлива е слабоста кај овие пациенти. Пополнуваме чек-листа, дали тој кои се ризик фактори, какви интервенции имал предходно, кои болести ги се лекувал, значи прилично обемна анамнеза. Правиме компјутеризирана томографија на мозокот, ние имаме на нашата клиника, значи нас не ни е воопшто тешко како алатка, значи прегледуваме десно-лево ни е компјутерот, правиме компјутеризирана томографија на мозокот, гледаме дали има некакви промени или нема. Вообичаено, кај исхемични мозочни удари, нели каде што имаме практично инфаркт на мозокот, односно запушување на циркулацијата од згрушок, имаме уреден наод. Ако имаме прскање на крвниот сад, имаме крвоизлив во мозокот и тоа веднаш се гледа. Значи, тоа ние да кажеме една алатка со која што гледаме дали се работи за исхемија или се работи за крварење. Во колку се работи за исхемија, тоа е единствен, мислам, тука ја даваме таа терапија за која што говорев во временска рамка. Кај пациентот, нели, според килажата се аплицира терапија, 10% од дозата иде во болус, значи веднаш во вена, остатокот тече во инфузија во време трајање од 1 час. При тоа го обсервираме и го прегледуваме постојано пациентот од причини нели да видиме дали имаме подобрување или имаме влошување. Некогаш може да имаме влошување што ќе ни укаже дека инфарктот се трансформирал во крварење или ќе се појават, ова не е едноставен лек, значи не е
Обична инфузија не се витамини, значи може да даде компликации, може да има гингивално креварење, да се покажат знаци за креварење од други органи и така натаму, и тука нели ќе одлучиме дали ќе ја прекинеме терапијата, дали ќе дотече, и по наредните 24 часа, буквално по завршување на третманот, секако воколку е успешен, пациентот е во едно општо мирување, без некои специфични лекови, дури после 24 часа може да дадеме било каква терапија циркулаторна, а воколку нели немаме добра подобрување, а немаме знаци за компликации, во тој случај како втората опција е механичката тромбектомија, инвазивна метода, не е вака едноставна за апликација, значи преку феморалната артерија се влегува горе во мозочните крвни садови, се прави во меѓувреме и ангиографски снимања, гледаме која гранка ни е комплетно запушена и тука се делува. Тука треба да се делува згрушокот да се отстрани од циркулација, механички да се отстрани, да. Так. Доктор Драгана, во кој случај завршува со смртен исход? Дали она доцнење или пак можеби подоцна оние кои што дошле па што имаат крварење и така натаму? Многу фактори се. Так. Првично, како главен фактор е секако возраста и коморбидитетите што ги носат пациентите. Повозрастните пациенти имаат мноштво на болести и толку утрени се тие болести и си оставаат посериозни последици. Втора работа е, нели, во зависност од тоа дали е крварење или исхемија, крварењата обично имаат полоша прогноза, како во стапкани инвалидитет, така и во однос на фатален исход. Значи тоа е таа разлика, исхемичниот и оној кој што е хеморагичниот, да, освен причинските, нели, и прогнозата ни е обично поинаква. Потоа во зависност од големината на крвниот сад кој што е запушен и територијата на големината на територијата на инфарктираниот мозок, потоа е локализацијата, значи да не ја заборавиме локализацијата, имаме некогаш мали, условно кажано, невидливи ударчиња во мозочно стебло кои што се многу пофатални, прогностички, визави поголеми инфаркти во големиот мозок. И да, секако времето на давање на терапија, одложување на идење на лекар специјалист, бидејќи првите, да кажам, 7 дена, 10 дена, 7 дена е баш онака ургентни денови се, имаме борба со отокот на мозокот. Тоа што ќе остане без циркулација, тоа дефинитивно веднаш изумира. А нам борбата ни е за околината, бидејќи таа двојно ја зголемува оштетената зона на мозокот. Тоа се тие 7 дена кога практично имаме оток на мозокот, кој што расте, потоа нели има интенција да се намалува и да опаѓа и да се формира дефинитивното јадро на мозочниот инфаркт. Колку време е потребно да се опорави од некој кој што доживеал исхемичен, од колку од некој кој што доживеал хеморагичен мозочен удар? Ова е едно прашање кое што секогаш семејството го поставува, ако е нели пациентот и во свесна состојба и самиот тој го поставува, тоа е една шок. Мозочниот удар како болест е шок за семејството, шок за пациентот. Значи, од активен човек, одеднаш нели се наоѓа закован буквално во болничко легло, со неможност да ја движи раката, ногата, неможност да отиде до тоалет, неможност сам да се исхранува, неможност да го каже тоа што го мисли. Се пациенти кои што навистина во моментот доживуваат една тешка депресивна состојба, и они, и семејството, и тие нели се во една немила ситуација, што понатака. Значи тоа доаѓа буквално за секунди и минути, заминува во трајање од месеци. После излегувањето од една акутна
фаза, да кажам, на мозочниот удар, ние пациентите ги советуваме веднаш, имаме одлична соработка со физијатрите, ни ги превзимаат понатака. Да, тие се вклучени во понатамошниот процес на опоравување. Да, но баш сме интерактивно координирани баш на завидно ниво, на светско ниво. Ни ги превзимаат понатака да работат на опоравувањето на инвалидитетот, колку што е можно повеќе. И навистина, кога ќе ни дојдат после физикална терапија, претходно нели прилично разочарани, ќе погледнете насмевка, поготово ако се доста мотивирани, бидејќи може, да кажеме, да се оспособи да иде до тоалет, сам да се исхранува. Тоа за нив, како да ви кажам, огромен бенефит, кога не си функционално зависен од никого. Да. И секако рехабилитацијата трае долго, и понатака се продолжува во континуитет, они се обучени понатака да прават одредени движења, вежби, повторно комплетна посериозна физикална рехабилитација за година дена и нели до крајот на година, првата година после мозочниот удар, 6-тиот месец до првата година, ние прогностички знаеме од прилика нели до кој степен ќе ни се опорави во однос на мобилноста пациентот. Токму затоа ова го говориме, бидејќи, како што кажавте и вие, ако се фати онаа временска рамка, тогаш и опоравувањето е побрзо и дури може понатаму и нели оној кој што доживеал мозочен удар да продолжи со нормален живот. Нели нормално со терапија. Тоа е целта да нели имаме што помалку инвалиди. Да кажеме нешто позитивно за она што треба да го сторат, што се вели навреме да се реагира. Па да, ние буквално гледаме нели после дотекување на терапијата, пациентот дига рака, нога, зборува, а претходно е донесен со комплетна одземеност, не зборува, има знаци дека има сериозна лезија, значи тоа е секако многу мокна терапија која што практично од можен дефинитивен инвалид го доведува во ситуација да ја биде со минорни последици или пак да ги нема воопшто. Так. Значи, само тука сме некаде при крајот, оние од главни ризик фактори се високиот притисок и шеќерот во крвта за мозочен удар? Пореметениот срцев ритам, пушењето, и тие овие други пропратни работи што ги кажавме околу храната. Само би сакала да прашам кој бил најмладиот пациент кој што бил кај вас на клиниката со мозочен удар? Дали паметите? Па јас паметам, имавме одамна една многу млада пациентка, помалку од 18, 17 и пол 18 години, имаше огромен мозочен удар. Проблем беше мишање на десното и левото срце, практично кажано, односно така наречен форамено-вале апертум. Тој беше како причина за добивање на мозочниот удар. Сега одамна, мислам, стварно со години имам изгубено од контрола. Знам дека после тоа се опорави со минорен дефект и се омажи и стана мајка на 2 дечиња. Так, само како како се заврши интервентно со срцето, кој што бил со срцето. Само како за крај уште една порака до нашите гледачи, што би кажале вака накусо? Би сакала да ги поздравам гледачите и да им дадам како совет дека треба почесто да одат на редовни интернистички контроли, да го држат крвниот притисок во граници на нормала, а согласно препораките од Светската кардиолошка асоциација и Светската невролошка асоциација, 120 со 80 е во секундарна превенција. Се што е над е веќе ризик, оптеретување за добивање на мозочен удар. Да се контролира шеќерот, да се оди редовно на контроли, да се промени терапијата, ако треба да живеат поздраво, значи со добри навики околу конзумирање на алкохол, околу пушење, околу пешачење, значи не велиме да вежбаат, да пешачат во природа, да бидат физички активни. Физички активни, бидејќи на тој начин ќе си го чуваат и срцето и мозокот. Ви благодарам многу за денес, доктор Драгана. Како што кажавте и на почетокот, неврологијата е една голема гранка која што уфаќа голем број проблеми, за жал, па се надевам во некоја следна прилика повторно ќе бидете дел од ваш термин да проговориме и за некоја друга проблематика. Ви благодарам на поканата, секогаш на моје големо задоволство, тука сум. Ви благодарам уште еднаш.
Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Послушајте ја професор доктор Драгана Петровска во однос на мозочните удари. Реагирајте навреме, оној сад, како што кажавме, уште еднаш да потенцираме, многу важен. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.